Понеделник, 5 мај, добро вечер, почитувани гледачи, ново издание, дебат на 24 анализа и во интерес на времето веднаш одам со најава на соговорниците, пратеници, представници на политички партии. Од мојата лева страна, Бојан Стојановски, ВМРО ДПМН, добро вечер. Благодарам за поканата. Десна страна, резервирана за опозицијата, Каја Шукова, СДСМ, добро вечер. Добро вечер од мене. Рина Ајдари Дуи, добро вечер. Добро вечер. Начално се договарахме малку околу економија, но ќе оставиме простор и време и за тој дел. Неизбежно да го прокоментираме она што беше актуелно, имаше еден наслов, се чека денеска од владата бел чат од оџакот, дали има договор помеѓу Мицковски и Таравари. Таа средба заврши со соопштение доцна попладнево, преговорите помеѓу Таравари и Мицковски продолжуваат во текот на овој месец. Стојановски, ја некои ваши изјави видов дадени пред ден, 2, 3, 4 нова тема, но што е ново, дали вие ве доаѓате од ВМРО ДПМН, знаете нешто плюс, како завршила средбата, каков исходот вечерва? Па во текот на утрината имаш изјави од премиерот, каде што беа презентирани така наречено две опции, кои што господинот Таравари ги има. Мислам дека изборот е многу прост. Се кажуваше пред неколку денови дека ќе има таква средба за да се види отприлика да се дадат определени до објаснување или до квалификации за тоа кои се моменталните позиции. Во овој момент она кое што би мог да го кажам, да се дава шанс уште еднаш колективните органи на партиите да заседаваат и да одлучат дали може да се постигне некој заеднички јазик во насока на тоа да се оди со посебни листи, но со заеднички кандидати во одредени места каде што тоа ќе биде потребно. Доколку не се договориме, ставот наш е јасен. Ке ми дозволите малку да успеам да ги прецизираме информациите. Во кој дел би бил можен договор уште еднашка, бидејќи Таравари беше јасен. Сака да испроба политичката сила на локалните избори како засебна политичка партија и на советнички листи, па били дури и со градоначалници. Па сметам дека ни самиот господин Арбен него тоа добро да објасни во јавности, затоа се создаде некоја дисонантност во тоновите. Нашите опции се јасни. Тоа е ако сака да соработува со Демократската унија на интеграција, нема место во владата, заради тоа што по нашите поимувања и погледаме дека голем дел од граѓаните едноставно таа е една ретроградна сила, доколку сака да продолжат промените, јасно е на која страна треба да се пристори. И трета опција тука нема. Треба да бидеме јасни во политиката, дали сакаме промени или сакаме делумно кога ќе се парламентарни избори да имаме промени, па за локални да тераме со некои други. Тоа е неприфатливо за нас, бидејќи ние сметаме дека победивме на изборите со принципи. Да ќе бидеме заедно додека тие принципи и вредности се почитуваат. Првиот момент кога нема да се почитуваат, јасен е ставот. Изразот е тука секогаш. А зашто ќе заседава утре извршниот комитет, ми најавивте партиските органи? Па ете, меѓу другото ќе почне и процесот на формирање на републичкиот изборен штаб. Во втората половина од месец мај ВМРО ДПМН ќе ги извади 85% од кандидатите за локалните избори. Некаде кон средината на месец јуни ќе се извадат и комплет советничките листи заедно со коалицијата. И ние кажавме дека веќе ќе почнеме да идеме кај граѓаните, да го презентираме тоа кој што го имаме сработено, да видиме дали имаме одредени грешки да се поправиме и идеме на апсолутен триумф на локалните избори. Ќе останеме околу средбата и исходот, последиците од можните сценарија од останувањето или заминувањето на Таравари. Шукова, некако не се надевавме дека можеби волку ќе ескалира внатре во политичка ескалација, зборувам внатре во владеачката коалиција, и тоа сега во предвори и во влез на локалните избори. Да. Па добро, очигледно е дека се зборува за две опции, или ќе биде едното или ќе биде другото. Излегувањето на Таравари, фактички алијанса од владата, ќе значи парламентарна криза, бидејќи секако и за простото мнозинство, да не зборуваме за двотретинското мнозинство, нели, потребен е бадентер, така да во овој случај албанскиот блок ќе остане само со 8 пратеници, ако не грешам, во собрание, бидејќи господинот Таравари со себе носи 5 пратеници во собранието, што значи дека ќе се зајакне албанската опозиција. Ќе треба многу сериозно да се гледа на оваа тема и се надевам дека ќе се донесе што поскоро одлука, бидејќи ова пролонгирање, денеска сме 5 мај, до крајот на месец, мислам дека тоа е премногу време за да се донесе ваква сериозна одлука. Треба многу побрзо да реагираат и оние кои што го водат овој диалог. Ние не сме дел од тој диалог, така да јавноста треба побрзо да биде запознаена со каква состојба ќе биде собранието во овој момент во државата.
Ајдари Таравари или останува како дел од владината коалиција со реформска агенда или оди во коалиција со, имаше премиерот и Бојан Стојановски, вие спомнавте, оди со политички сили кои со години ја криминализира и уништуваа државата. Тоа е нивно мислење. Нас не загрижува фактот што... Ова е изјава на премиер, цитирав само да. Добро, да, и нивно мислење и став, да. Не се занимавам јас со тоа, јас во овие последни денови во континуитет сме имале реакции и соопштенија за јавност. Тоа што не загрижува навистина е фактот што премиерот Мицковски не покажува способност да води мултиетничка држава и некако се наметнува да стане тутор на албанската политичка сцена. Значи, кој со кого треба да соработува, кој со кого треба да прави коалиции. Ова е веќе црвена линија која не е премината во претходните влади и нема да дозволиме да се преминува и сега, бидејќи албанците сами ги избираат нивните представници, сами ги избираат политичарите, тие што треба да ги бранат албанските интереси и не може премиерот на овој начин да одредува кој со кого треба да оди на коалиција или со кого да се состануваме, со кого да дебатираме, значи ова е нешто неприфатливо. Од друга страна, кога неприфатливо е, меѓутоа разбирливо, бидејќи премиерот е политичар кој ја изградил неговата политичка кариера врз база на омраза, исклучување и национализам и очекувано е, значи, од него вакви изјави за да го индоктринира јавноста и да се етничка поделеност. Тоа е. Добро, ја имам подпрашање, но ајде, Бојан, сакате да прокоментирате? Сега се спомена зборот дека премиерот е задоен со омраза. Небаре Али Ахмети својата политичка кариера ја почна како академик. Сметам дека е узорно дуи да го тврди тоа, од аспект на тоа дека некој бил тутор на некого, не е тој тутор на никого, туку е председател на сите граѓани. Бидете парламентарни, сега да дозволиме граѓаните да стекнат впечаток кој е во право. Од аспект на тоа дека некој нема капацитет или нема капацитет да води мултиетничка држава, најдобро покажуваат делата. Еве ќе ви споменам само две. 325 милиони евра, сите 80 општини аплицираат за проекти, ги добиваат подеднакво и 87.000 вработени во јавната администрација добиваат покачување на плата од месец март натака. Тоа е најдобар доказ дали некој ги гледа граѓаните и ги дели на етникуми или како еден поширок концепт, односно како граѓани на држава. И втора работа која што е многу важно, нема да има никаков проблем со Бадентерот, ниту па со намаленото мнозинство, бидејќи ние неколку пати сме кажале ВМРО ДПМН неофицијално има и над 80 пратеници и 2/3, така да тоа излегување од јавноста воопшто нема да ја оштети на никаков начин коалицијата, бидејќи сметам дека токму реформската агенда на владата е препознаена и од пратениците од сегашната опозиција, кои доколку ВМРО ДПМН ако сака, мислам дека не би имало проблем да се вклучат и во владината коалиција. Да, имам доста подпрашања, но ајде оставам. Да. Не, да сакам да прашам конкретно околу Бадентерот, еве, ајде едно по едно да одиме на вистина реално да видиме. Ама еве моето прашање кое е? Има закони, дел од тие веќе ги чешлате во собрание, треба да го поминат собранискиот филтер, кој закон беше за Совет за радиодифузија или нешто беше, каде што треба просто мнозинство математички, но во тоа просто мнозинство ви треба Бадентер. Па видете, тоа беше вулгаризирано од СДСМ само на почетокот на нашиот мандат. Ние немаме проблем да седнеме да разговараме со сите политички партии и да ги прифатиме нивните идеи и аргументи. Така беше донесен и законот за реорганизација на државната управа, па таму имаше веќе некои ниски политички страсти дека ние на некого нешто сме му ветеле, тоа воопшто не е така. Сите идеи кои што ќе ги имаат другите политички партии во насока на постигнување на тоа мнозинство, ќе бидеме отворени и ќе разговараме со нив, но повторно го реафирмирам нашиот став, дури и алијанса на Таравари да излезе од владата, ние нема да имаме проблем со Бадентеровото мнозинство, бидејќи разговараме ние со многу пратеници во собранието, така да уште еднаш најавувам дека тоа излегување нема да го смени ниту мнозинството на граѓаните изразено во бројка, ниту Бадентеровото мнозинство, напротив може и да го засили. Добро, неофицијални вакви ставови слушаме веќе извесен период. Тоа ќе го видиме на дело, откако ќе се разреши ситуацијата со господинот Таравари.
Многу е битно во овој момент да се покаже политичка зрелост, а ние тоа како партија не го гледаме во МРОДПМ, бидејќи ако сакате да покажете политичка зрелост, нема да покажете само со тоа што ќе продавате популизам дома, туку ќе покажете и една стабилност која што и една меѓународна доверба, така се покажува политичка зрелост, вклучително помеѓу во капацитет на носење на одлуки, во диалог, во транспарентност, во прифаќање на одредени понуди кои што ги дава опозицијата. Еве, например, да речеме, ние понудивме сет од 7 закони за справување со економската криза во државата. Значи, нити имаше диалог, нити имаше било каков сенс за таквото нешто. Што значи дека треба допрва да зборуваме за зрелост, треба допрва да зборуваме за диалог, ние таквото нешто во моментов не го гледаме. Ајдари, ќе имаме мнозинство, не е проблем Бадентерот, ќе се обезбеди и со излегувањето на 5 пратеници на Таравари. Јас мислам дека ќе има проблем. Не знам, вака неофицијално вакви ставови Па неофицијално, и тоа се несериозни, да. Несериозни. Ќе има проблем, реално ќе има проблем. Не знам зашто зборува колегата, ама нелогично е да нема проблем во собрание. Се упатува дека ќе има проблем по Апсолутно. Неколку пати сме имале случаи во изминатите години да имаме недоверба и секогаш сме покажале дека опозицијата во случајов има грешни претпоставки. Така да, ако можевме во изминатите 4 години да видиме случаи на премостување или на доближување, раздалечување на ставовите во коалицијата, секако секој оној кој што е спремен да преговара врз основа на принципите и вредностите кои што ги споделуваме, но повторно ќе кажам по трет пат во емисијава, не оставаме ништо на случајност, нема да дозволиме таа агенда да биде загрозена на никаков начин и да има пратеници кои што се подготвени да разговараат и да ги поддржат законите или реформите кои што ние ќе ги правиме во иднина. Во насока само една реченица за господјата Шукова. За подадената рака денеска во собранието имаше второ читање закон за енергетика, 61 амандман помина, 55 амандмани беа подпишани од мене и од господинот Ковачевски. Тоа беше договорено на лидерската средба. За среќа ете во аспект на енергетиката побрзо завршија со работата работните групи. Ке ги чекаме работните групи од аспект на тие законите за правосудството и тоа сметам дека е исправно. За тоа што може да се направи нешто кога што државата ќе оди напред, секако дека ќе прифатиме сугестии. Добро, само не е во прашање само законот за енергетика, има сет на закони, има сет на мерки за кои што треба да се дискутира и мислам дека оние кои што се добри, особено во делот на економијата на државата, мислам дека треба да се стават на маси, да се разговара за нив и да се прифатат дел од нив. Јас сега малку ќе се задржам со Ајдари, овој дел ќе го започнам околу средбата Мицковски Таравари, вака таа делува како локално се сретнале, ќе го видиме исходот, но во една крупна слика можеби е предвесник на некои можни предвремени парламентарни избори. Ајде да го разгледаме тоа сценарио. Стојановски, вие велите стабилна влада, но ако ги следиме анализите и во тие бројки, ако не влеземе, например, ние ќе имаме во собранието 20 или 21 пратеник од албанскиот блок опозиционери во наводници и ќе имате 8 пратеници или 9 како дел од владеачко мнозинство, па може да се отвори прашањето за легалитет ќе има, но легитимитет во однос на албанското гласачко тело. Ги кажувам ова како поенти кои можат да навестат причини за предвремени избори. Но ќе ми дозволите, еве Ајдари, со вас да почнам. Реториката на Ахмети малку беше чудна, ги следевме неговите изјави некако лута изминатиот период, од закани за дестабилизација до инсистирања и најави за предвремени парламентарни избори. Па сега еве да прашам прво дали сте позиционирани, знаете ли што сакате во овој момент? Ние сме Или политички што ви одговара во овој момент? Председателот Ахмети бил јасен од првите денови од формирањето на оваа влада се до ден денес, во аспект во кој ние бевме јасни кога изјавувавме дека ако се чепка законот за јазиците, тогаш ќе нема логика да се продолжи со оваа влада или пак да останеме, да не излегуваме на улици, нели? Да не протестираме во одбрана на законот за употребата на јазиците. Сега, значи, во континуитет сме биле јасни во ставовите. Ако се сеќавате, беше
прв премиерот од собраниска говорница кој бараше предвремени парламентарни избори, нели? Ова е факт. И сега, ако нели, веќе го немаме механизмот балансер, ако се чепка законот за јазиците, тогаш ќе одиме на парламентарни предвремени избори. Како планирате, Дуни, тоа ми беше прашањето, преку протести, преку таа форма Со на... сите демократски механизми. Ќе ги употребиме сите демократски механизми. Добро. Шукова, предвремени избори, како ги правите ли анализите? Па секако, нашиот председател во неколку наврати беше прашан за ова прашање. Нашиот став е дека ние сме спремни и за предвремени парламентарни избори, напоредно како се спремаме и за локалните избори. Ако се деси таква ситуација, секако, она што го изразивме јасно и својот став во однос на можната најава на дуи за протести, не велиме, не, тоа е секако загарантирано уставно право, меѓутоа треба да се внимава секако да не се злоупотребува за политички цели. Јас се надевам дека и пред малку споменав, се надевам дека оваа ситуација што побрзо ќе се реши, да не се остави до крајот на месец мај. Мислам дека јавноста и сите политички субјекти во државата треба што побрзо да добијат одговор на разрешницата на овој диалог помеѓу ВМРО ДПМН и господинот Таравари, за да знаеме на што сме во овој момент. Сметате дека исходот сепак ќе даде некои координати? Ќе даде некакви насоки, ќе даде насоки, да знаеме, да. Дали ќе одиме кон предвремени или ќе одиме само со локални избори. Предвремени, вака си анализираме ние само колку да си анализираме или се реална опција? Дали ќе има предвремени избори, ќе зависи исклучиво од резултатот на локалните избори. Бидејќи ние таму покрај тоа што ќе понудиме кандидати за градоначалници и советници, ќе го понудиме и нашиот политички легитимитет. И граѓаните ќе кажат дали во оваа држава се потребни предвремени избори или не се потребни. Значи, ај прво стојановски да го исклучиме сценариото локални и парламентарни. Не, нема да се случи. Тоа на локалните избори ќе видиме смерница дали на оваа држава и се потребни предвремени парламентарни избори или не се потребни. Затоа многу внимателно кажав, ние на тие избори ќе го понудиме и нашиот целосен легитимитет, бидејќи видовме во изминатиот период оспоруване нашиот легитимитет заради неколку страни, дали тоа е од ДУ или од СДСМ поради последните трагични случувања што се случија. Ние сме уверени, а и горе-долу сите граѓани во државата знаат дека резултатот би се повторил, напротив, само ние би имале само уште повеќе пратеници и сметаме дека локалните избори се сосема соодветна лакмус, ние да го провериме како стоиме и кај граѓаните и нашиот политички рейтинг. Од аспект на изјавите кои што дајаат од опозицијата, ние тоа го разбираме, 7 години бевме во опозиција. Прво, на некаков начин мора да се мотивира членството, а второ, ние тие изјави за дестабилизација ги таргетираме и ги третираме како политички фолклор, бидејќи исто така како што сите граѓани знаат и се свесни како би завршиле тие избори, исто така сериозно ги разбираат тие изјави дали се од Али Ахмет или од било кој друг за дестабилизација, ќе излеземе на улица, па да нема да се вратиме и така натаму. И сметам дека во државата си постојат институции, тие институции се гарантор за безбедноста на граѓаните, исто како што и претходно се најавува, па и ја лично сметам ако ме прашате дека протести нема да има, бидејќи нема поддршка прво од граѓаните, второ од нашите меѓународни партнери, така да соодветно еве уште 5 месеци имаме до изборите. Мислам дека сосема е соодветно, бидејќи сме виделе ние случаи во нашата историја каде што политички лидери се повлекувале од премиерските места, од претседателските во своите партии по резултатите на локалните избори. Да, сме имали такви. Така да чиста е ситуацијата тука во тој однос. Локалните избори доколку покажат дека ВМРО ДПМН е изгубило поддршката од граѓаните, како што тврди опозицијата, ние сме спремни сигурно дека нема за ден повеќе на власт да ги узурпираме институциите или местата каде што гарантираат водење на институциите. Тоа е јасно. Ајдари, околу протестиве дека се фолклор, само нарација. Добро, Не знаете зошто ова го прашувам, бидејќи ние како медиуми тоа сериозно го пренесуваме, даваме тежина на тој наратив. ние сме биле јасни кога ги кажавме нашите ставови, значи сме ги кажали и ги повторуваме. Законот за јазиците, ако таму Уставниот суд направи нешто што можно е, нели? Тогаш веќе нема логика следните локални избори и можните парламентарни избори ќе бидат референдум за одбрана на јазикот. Тоа е логично. Ние ова до Уставен суд, мислам притисок до судот, со овој наратив. Не правиме? Може да се каже притисок.
А зошто треба да се чепка законот за јазиците? Добро, прашувам. Тоа е напад врз столбовите на Охридскиот рамковен договор. Ние тоа секојдневно го кажуваме. Ако има ваков континуиран напад врз столбовите на Охридскиот рамковен договор, тогаш е една друга тентатива за обликување на политичкиот начин на организирање на оваа држава, од мултиетничка држава во моноетничка држава. Многу сме биле јасни во нашите ставови. Добро. Накратко само, видете, таа изјава, па нека се свати како притисок, можела да помине кога беше актуелен моментот како до сега. Сега повеќе во оваа држава никој нема право и нема да се дрзнува да врши притисок врз судството, како што беше онаа закана за едно осомничено лице кое што нема добиено обвинение, дека ако е обвинет ќе се излезе на улица, или вакви закани кон Уставниот суд, сте можеле со Заев, Ковачевски, такви слични на нив. Сега тоа веќе не можете, бидејќи има институции кои што го гарантираат уставниот поредок и редот и мирот во нашата држава. Што е проблемот со тој закон? Вие сте го направиле проблемот со законот за јазиците. Вие сте го направиле проблемот со балансирот. Зошто? Бидејќи беа неуставни. Вие или во овој момент ние не кажуваме дека некој треба да изгуби некое право. Секој нека го добие секое право што го сака во рамките на уставот. Еве да ви известам затоа што гледам дека можеби не вие лично, но ете Али Ахмети сака тој балон да го пушти во јавноста. Закон за правична застапеност е при крај, лично премиерот ќе го брани во собраниска процедура. Што е различно, што тој закон е во согласност со уставот и во согласност со препораките од Венецијанската комисија, овој не беше. За законот за јазици, ако се сеќавате, ВМРО ДПМН имаше 35.000 амандмани, уште тогаш кажувавме. Криво е насаден, неуставен и не може да успее, бидејќи тоа кое што е спротивно на уставот не може да фати правна форма која што ќе биде функционална и вие тоа треба да го разберете. Заврши времето кога вие некого притискавте, му се заканувавте со чизмите од таванот, со униформите и со лиците. Тоа време заврши. Сега или ќе одиме по закон или нема да фаќаме никаков почеток на некој работа. Па еве за законот за јазиците, за балансерот. За јавниот обвинител, што имаше иницијатива за разрешување и после кога стана послушен, сега соработувате за какви закони, за каков устав зборувате. Вие го почитувате уставот и законите? Апсолутно. Ова е абсурдитет што зборувате вие. Ете, ние сме втор мандат пратеници. Ги знае вашите супер, затоа видовме на избори колку ги знае јавноста, 58 пратеници. Еве вака да ве прашам, јас и вие сме втор мандат пратеници, така? Минатиот мандат ја не гласав за Љубомир Коцевски. Вие гласавте. Ви има таму на листингот. Овој Абази кој што му седат на глава, не му седам и ја на глава или моите роднини или некој од ВМРО ДПМН? Братот на Али Ахмети му седи на глава. И сега кој станал послушен? Во Уставниот суд јас ги бирав тие суди од мнозинството или вие гласавте за тие уставни суди? Ме разбирате сега зашто зборуваме? Престанете да вршите притисок. Јас не се обраќам кон вас, затоа што ве знам, колешка сте ми многу години, добро знам за вашата честност. Престанете да го заложувате своето лично реноме за да браните криминалци. Затоа што видовме еден за кој што ни тврдеа дека не е криминалец, сега надвор од државата. Така ќе биде и за други лица. За каков криминал зборувате? Вие немате морален кредибилитет, ама чекај Бојан сега. Немате морален кредибилитет да зборувате, па дури да ја браните вашата партија, да ги браните вашите функционери. Кога барате реформи од нас, почнувајте од себе си. Знаете, во последно време излегува по медиуми имотите кои ги имаат во сопственост партиите. Ги знаете тие информации? 100 и неколку имоти на собственост на ВМРО ДПМН, 13 имаше Супер, ДУИ 20 години сте на власт. И 20 и нешто имаше СДСМ. Зашто не постапивте? И тоа имаше пасишта. Ама има ли еден обвинет? Пазете, Ама има ли еден обвинет? Има ли некој затворен за тоа? Кога ќе ги вратите на граѓаните сите тие пасиштата на земјоделците, тогаш ќе имате образ да зборувате за ефективна борба против корупција. Немојте вие да зборувате за образ. Кажете му на оној што му седевте на глава, нека отвори случај, нека ги оцени имотите. Јас ве знам, Бојан, те молам. Те молам, не правете само популизам и ние не правиме популизам. Нефункционалност. Нефункционалност прави тој што се заканува на судови. И што мисли дека ќе му помине како до сега, затоа што има слепи послушници кои за ден повеќе на власт и за тендери прават се она кое што непотребно да се прави, односно граѓаните не го одобруваат. И затоа завршуваат со 18 пратеници. Види Бојан, ова што прават вашите министри сега, после неколку години ќе излезе на виделина. Затоа добро, ќе видиме на локални избори, па понатаку ќе видиме. Ќе дискутираме за легитимитетот. Да, па добро, јас сакам да кажам неколку работи.
ги сослушав колегите, да речеме. Прво, никој ни досега немал право и овој наратив на ВМРО ДПМН е познат во јавноста, дека постојано сега од нив се почнува, од нив сега се исправни институциите, нема влијание врз судството, значи нити претходно имало влијание врз судството и јавниот обвинител кој што во моментов работи е избран согласно закон, избран е во редовна процедура која што на крајот завршува со гласање во собрание, како и сите останати други што се избрани до сега. Разликата можеби помеѓу нас и помеѓу ВМРО ДПМН е што ние не користиме изрази како политички фолклори, пердуви, не знам, балони, еве се обидов неколку ги спомена Бојан да ги споменам. За нас е тоа дегутантни изрази кои што само искривуваат сликата во државата и не ја даваат реалната слика за она што се случува во моментов во државата, а за легитимитетот дефинитивно ќе кажат граѓаните, се пласираат во јавноста и анкети за кои што ние едната јавно се изјаснивме дека тоа не се реални бројки, има паралелни анкети кои што не се излезени во јавноста, кои што не ја покажуваат состојбата како што ја покажува оваа нарачена анкета, така да локалните избори ќе покажат. Ние како политички субјект се спремаме со сериозни кандидати и за градоначалници и за советнички листи. Ние не го користиме наративот на ВМРО ДПМН дека ќе имаме апсолутна победа на изборите, дека ние сме најправедни, дека ние сме најдобри, дека од нас сега се почнува, дека до вчера ништо не чинеше во државата. Многу работи очигледно се заборавени, ќе треба да почнеме да го потсетуваме во ВМРО ДПМН што се случувало во изминатите 7 години и тоа ќе го правиме. Се спремаме во пресрет на локални. Одлично, да, за да ви го освежиме малку меморијата, како да речеме, пред малку споменавте, 325 милиони евра ќе одат за општините. До сега се доделени договори за од 80, што значи дека не се спроведени и не се потрошени. Сега има поднесени проекти, ама изгледа многу брзо заборавате дека во најголемите две кризи, енергетската и ковид кризата, владата предводена од СДСМ додели 2,6 милиарди евра неповратни средства. Се извинувам ако може да јас ве слушав цело време, ако може вие се да ме слушате. 2,6 милиарди неповратни средства направени на физички лица. Тогаш многу од компаниите кои што беа заради особено економската криза кога беше пред затварање не затворија само заради таа доделена помош. Така да ќе видиме како ќе се реализираат и овие средства, ако зборуваме на таа тема имаме уште што многу да кажеме. Да, ја овдека морам една кратка пауза, ќе направиме Стојановски, зачувајте, а мислата ќе влеземе во овој дел Јани кои економски податоци извадив, па ќе ги прокоментираме. Некоја минута пауза и се враќаме повторно. Ајде со во вториот дел од емисијата да прокоментираме некои економски показатели. Јас во Форшпанот најав дали имаме причини на вистина за економски успеси. Бојан, знаеш дека следам економија и ти ги следиш работите и сега вака вели денеска финансии 28 април реализација јавни расходи 13,6%. Премиерот изјава денешна или вчерашна, да не ме држите за збор, вака кога ги видов бројките, близу 900 проекти од втор повик за општини, со првиот вкупно 1200 градилишта, историска вековна работа. И после има податок. Од првиот повик операционализирани само 8% од 77 милиони евра. Најава за нови 4-5 милиарди евра инвестиции. Од кога, како, по кои канали, воздржете се, ќе кажеме. Договор за слободна трговија со Америка да се извадиме од ова царинска, трговски, каква невојна. Почекајте, добра вест стигнува, не ја слушнавме. Кога го кажувам, бидејќи ги следам работите и секој од нас тука на масава сака милиардите да ги види во инвестиции. Добро, поставивте неколку прашања, ќе ви одговорам на сите посебно. Аспект на капиталните расходи, вие сте сосема одличен новинар од аспект на економијата и знаете дека претходниот мандат, претходната влада како ги докапитализираше со префрлање на средства за ликвидност на ЕСАМО и некои други јавни претпријатија, ние кажавме уште почетокот на нашиот мандат дека на таков начин нема да ги калкулираме јавните инвестиции, докога го правиме тоа сега во овој момент ќе имаме повеќе него првиот квартал од претходната влада, но наше избор тоа да не го правиме бидејќи сметаме дека треба да бидат книжени само реални капитални инвестиции. Од однос на општините, тоа се анета
договори кои што се склучуваат со општините и со изведувачи кои што само трансферираат према владата и се префрлаат на таков начин и ќе се исплаќаат према времени ситуации на завршени работи на терен. Тоа значи дека и во претходниот повик и во овој сегашниот сите 80 општини аплицирале со проекти и сите општини можеме да видиме дека од првиот повик веќе почнуваат да влегуваат во градба, да воведуваат во градба и тие проекти да ги градат. Тоа се отприлика 1200 локации на кои што од еден момент во оваа држава ќе се гради, заклучно до 12 месец до крајот на оваа година за таа намена се 325 милиони евра. Од аспект на тие милиардите, јас ќе ве потсетам на две работи. Прво, на едни 5 или 6 милиарди на Зоран Заев, овие се многу поинакви. Зошто? Бидејќи сега за 2 недели од прилика ќе се склучи договор со владата, тоа ќе биде на договор G2G, влада government to government, со една многу сериозна западна европска земја, за која што ќе се повлечат средства кои што ќе бидат директно насочени кон реализација на големи проекти. Тоа е половина милиарда или милиарда за изградба на локални, магистрални, експресни и експресни патишта. Дел ќе бидат рехабилитирани, дел ќе бидат отпочнати скроз нови. Тука ќе биде новата болница, односно завршување на клиничкиот центар, односно болницата во Штип, изградба на нова болница во Кичево, како и реконструкција на операциони сали и неколку одели во болницата во Тетово, како и од почеток на градба на коридор 10 брзата пруга, која што ќе се движи за патници 160 км на час, а за транспорт на стока 110 км на час, и сите овие проекти ќе бидат подпишани, повторувам, влада со една многу силна западна европска држава. Тоа ќе биде пред избори или после избори? Сосема е неважно која. Не, многу е важно, бидејќи ова е популизам, ако е пред избори, многу е важно. Дозволете. Значи ова веќе го слушаме неколку пати, ама многу е важно дали ќе биде пред избори. Ама дозволете се. Ајде, мислам ви дека и вие дозволувам, знаете од која држава се работи, бидејќи има еден ваш пратеник кој што има одредени информации. Така да, ова се проекти кои што се реализираат. Ајде сега додиме на други економски показатели, нешто што сметам дека е фер. 4,7% намален јавниот долг. Вистина или не е вистина? Дека имаме 1 милиарда и 250 милиони директни инвестиции повеќе од било кога во историјата, односно во последниот квартал 400 милиони, од кои што во последниот месец над 160 милиони. И во економското портфолио се уште ги нема. Дозволете. Сега ова е популизам, повторно, добро. Ќе видиме дали е или не е популизам на избори, повторно. Дозволете, а не уште показател. Исто така и во претходната година, тие кои што сега даваат индикатори за растот на нашата економија, колку ќе биде, што ќе биде, прогнозира 1,8%. Ете погрешија за 55%, ние имаме 2,8%, а оваа година запишете ми во зборот дека ќе имаме над 3,7%. Раз, бидејќи имаме конкретен план, знаеме каде ја движиме економијата, ќе го подигнеме бруто домашниот производ на 20 милиарди до крајот на мандатот, и се тоа кое што го говорам е вкалкулирано со странски пакети кои што се договара. Така да, мислам дека во овој момент од аспект на вашите прашања ви дадов одговор. Да, добро, имам прашања, но нема. Се воздржувам. Да, поделете Шукова и добро, нашата аналитика ќе ги забележи овие податоци, како и многу други што ги слушнавме до сега. Има неколку работи за кои што сакам да посочам. Прво, распределбата на средствата со овие 325 милиона, значи овие се унгарскиот заем е 250 и претпоставувам оние во 24-та година уште 70 и неколку милиони. Да. Прво се поделија точно на сите општини, меѓутоа врз еден едноставен критериум, само врз основа на број на жители на општината. За разлика од оваа влада, ние поинако ги делевме средствата, исто така ги делевме на општините, меѓутоа ги делевме врз основа на повеќе критериуми. Значи гледавме прво, покрај тоа што гледавме број на жители, гледавме и број на населени места, гледавме колку се развиени регионите, значи врз основа на индекс на развој на региони. Тоа го направивме со заемот кој што го земавме, например, да речеме од Европска инвестициона банка. Таму, покрај тоа беа скромни 50 милиони, кои што многу тешко се реализираат, бидејќи имате сериозна контрола и од банката и од консултантска куќа во однос на сериозно колку е добра техничката прво документација. Добро, малку да го... Да, ама сакам да кажам, значи, ние имаме замерки на тоа како се делат овие средства. Клучот по кој што се дела. Клучот по кој што се дела. Тоа е едно. Второ, за милиардите нема да зборуваме, ќе ги видиме. Ви сигурно може и вие знаете, западноевропска земја не наслутувам тука ништо. Не, тоа не знаеме зашто станува збор. Ако станува пред избори, претпоставуваме дека станува збор за популизам, а ќе видиме дали ќе се случи пред избори или ќе се случи после избори. Јас не верам дека ќе
Добро, дај Боже, ќе видиме, мислам, јавноста ќе дознае. Меѓутоа, ние друго знаеме. Светска банка ги даде своите прогнози, не само за 25-та година, ги даде и за 26 и за 27-ма. Растот на БДП нема да оди повеќе од 2,6% во 25-та, 2,7 во 26-та и 2,8 во 27-ма година. Што значи дека како? ММФ е тоа, Светска Добро, јас зборам за Светска банка. уште пониски прогнози. На ММФ се уште пониски. Мислам дека овие на Светска банка промашија и се сега 55% промашија. Не, значи второ, се уште не се рефлектираат во агрегатните податоци унгарскиот заем. Ние не го гледаме никаде де факто. Што значи тоа едноставно кажано? Тоа едноставно кажано не го гледаме во бројките. Како не го гледате? Така фино, заради тоа што се потрошени само колку вие кажавте премалку, колку проценти од 8% од 77 милиони Процентите евра. во јавниот долг можете да го видите. Ќе видиме, Ама ќе не, видиме. Еве видовме. Знаете што? Јавниот долг Знаете е што? помалку за Следиме 4,7%. оние кои што се особено во администрација следат како се реализираат инфраструктурни проекти. Не е едноставно да се спроведе инфраструктурен проект од самиот почеток до крај. Така да ќе видиме како ќе се реализираат овие средства. Дај Боже да се реализира, тоа е во интерес на граѓаните и на општините. Некој ден, дали Венко Филипче беше на увид на градежни активности во салата на КК Работнички во парк? Беше. А знаете од кои пари се финансира таа? Па и вашиот премиер пред 2 дена беше заедно со нели не беше се во гледа? Кавадарци и тоа е проект што се финансира од Европска инвестициона банка. Па нели не се Ако гледаат додели власта средствата на од унгарскиот кредит? Значи не викам јас дека не се доделуваат. Сега пред една Не се минута доделуваат по критериуми како што треба да се доделат. Бидејќи вие малите општини ги оставивте повторно со многу малку пари. Ние прво распределивме линеарно средства за секоја од општина од 50 милиони. Распределивме по 200.000 евра стартно, а остатокот од парите го поделивме по 4 критериума. Колку ги докапитализиравте вие кога заминавте од министерството тие средства? Како Па колку подпишавте, ставевте во градба, воведовте во градба тие средства? реализацијата во министерството додека јас бев министер беше 97% во 20. Сигурна сте? Сигурна сум, може да ги отворите податоците. Еве јас ви тврдам дека беше 0. Не е точно. Еве јас ви тврдам. Зашто? Ќе ви докажам во текот За на кој? емисијата. За кој За се? средства кои што стоеа на наменска сметка на Министерството за животна средина Не за е точно. канализација и водоводи, а не беа Не е точно, ефективни. апсолутно Добро, не е еве, точно. Јас ви кажам дека беа 0. Јас ви кажам по склучени договори 96 Добро, или ќе 7% провериме во текот на реализација. емисијата. Да. А за да реализирате еден заем, треба да имате да се подготвите од почеток до крај. Наједноставно е да ги поделите по еден критериум средствата и да зборувате за 325 милиони евра. Не е така. Во врска со унгарскиот заем, според информациите што ги имаме, приватните компании добиле средства од овој заем, значи само овие компании кои се блиски до ВМРО ДПМН, значи и тоа и целиот тој процес се одвивал со партиски директиви. И кога имаме ваков начин или процес на распределба на средствата, не може тука да се зборува за развој на економијата. За општините, кога зборуваме, да, вистина е дека 80 општини аплицирале, но исто така имаме информации дека имале навистина се соочувале со голема бирократија во тој процес и исто така имаме информации дека од овој заем, значи парите од овој заем се трошат за тековни плаќања, за плати и за пензии, што не е во ред. Се уште на приватните компании не им се врати ДДВ-то. И значи овие показатели се навистина реални и показатели дека економијата е во криза, дури имаме најава за ребаланс на буџетот во мај. Ова веќе не е добра работа, нели? Да, вклучително и макроекономските индикатори не се добри ако зборуваме за неколку фактори. Индустријското производство. Јас бројки не сакам да ги памтам на памет, ќе ги читам. Септември до декември негативно, само и во јануари имаше раст 1,4, февруари повторно пат минус 0,8. 5% премиерот од Валенсија кога се враќаше ја напиша веста дека имаме раст на индустријско, мислам беше така. 5,2% раст споредено со март минатата година и март оваа година. За една година. Ги видиме тие не се официјални. Видете држава за ликвидноста на компаниите, повратот на ДДВ доцни, повратот на ДДВ. Кога ќе се исплати ДДВ-то на компаниите? Веднаш и кога ќе се провери како да неисплатените обврски од државата према компаниите. Сега, еве вака, за компаниите. Ве молам да ми објасни некој во студиото, еве вас ви исклучувам. Еве Рина ти, како е возможно партија
да влие на додевување на средства финансиски кон компании блиски на власта, кога таа обврска ја имаат комерцијалните банки. Тие средства кон компаниите не ги дели развојната банка или владата. Тие средства се префрлуваат преку комерцијалните банки, кои што под услови договорени со владата, комерцијалните банки сами одлучуваат со процена на ризики, со сите оние протоколи кои што ги имаат, кои што се многу сериозни, на која компанија ќе дадат средства за кредит. Не постои тука влијание на држава. Не може владата да влијае на некоја банка во однос на тоа ако проектот кој што е доставен до банката е ризичен или не. Не може тука да влијае државата. Ме разбирате, ние затоа тоа сме го обмислили и затоа го доцневме пласирањето на средствата, затоа што се обидовме и успеавме да ги пласираме под екстра поволни услови од аспект на индустриското производство. Тоа што е охрабро, ако ги видите и ако направите добра анализа. Во претходната година, во вториот квартал, беше минус 7% индустриското производство. Свега за една година разлика е 5,2% покачено, особено преработувачката индустрија. Понатаму, ако сакате да разговараме што е покачено, изворите ми се Државен завод за статистика. Можете да видите дека номиналната плата за една година, за 12 месеци е повисока над 9%. Исто така, можете да видите и пензиите колку се повисоки. Со тоа линеарно покачување. Да видиме, можеме одлично, Анета, ајде да видиме. Да разговараме на визија, да. Убаво што ме потсетивте. Инфлацијата за 60 дена намалена за 2,3%. Тоа е факт. Исто така Државен завод за статистика. Ако сакате, можеме зголемувањето на пензиите. Дозволете сега, колку можеме да разговараме и за пензискиот фонд. Кажете колку државата сега вложи во фондот. Не го зголеми. Сега ќе ви кажам и зошто. Сега ќе ви кажам и зошто, затоа што е тоа многу проста економска логика. Од аспект на инфлацијата за 60 дена се намали за 2,3. Сега имаме дефлација наместо инфлација. Што се намали за 2,3? Инфлацијата. И тоа можете да го видите ете од ССМ, од потрошувачката кошничка, колку паднала цената на храната и така натаму и така натаму. Денеска имаме показатели дека цените на храните повторно идат нагоре. Од кога се отвори мерките тоа? Ако читате вие соопштенијата на СДСМ, тогаш и мерката не успешна. Не, јас не ги читам соопштенијата на СДСМ. Потрошувач... Јас слушав прилози денеска на телевизија, дозволете да ви докажам, мислам, сега нека видат граѓаните дали сме во право или не. А гледаат граѓаните точно дека не сте во право, гледаат граѓаните. Ајде сега дали гледаат или не, јас ви цитирам извор потрошувачка кошничка на ССМ. Јас не ми текнало на мене тоа да го зборувам. Еве ви кажувам, ако сакате да дебатираме на некои реални основи, ја цитирам два извора. Што вие не ја признавате, се извинувам бидејќи правите нова, па зошто цитирате сега ако не ја признавате? Сега ќе ви кажам зашто, затоа што јас дојдов кај ова интервју подготвен и тука ги имам за месец април, за месец февруари и за месец март. Еве ги потрошувачките кошнички на ССМ. И господјо Шукова, ако сте се спремеле, ќе сте виделе дека тука е 20.427. Такви квалификации ве молам да си ги задржите за себе. За март 20.838 и за месец април имаме 21.480, таа што ВМРО ДПМН не ја признава, како што рековте ви, намалување на цената на храната за 2147 денари. ССМ. Цитирам извор. Дали е правилен или не, тоа е моја работа, мој личен став, сум дошол во студио и сум ги цитирал овие показатели. Тоа кажува дека мерката е успешна, апсолутно. Да се прашувате дали јас сум се спремила или не. Исто така, Државниот завод за статистика ви кажав за 60 дена ја намали за 50% инфлацијата и тоа е успешна политика. Дали сакаме да намалена инфлацијата? 2,3%. Беше 5%, сега е 2,7%, ако сум точен во процентите, а верувам дека сум. И тоа е показател. Дали Државниот завод за статистика вас е рентабилен или реалибилен рентабилен не може да биде реален, мислите, добро? Намерно го потребив тој извор. Е за вас тоа е ваш став. За мене не секако изворот на податоци е Државниот завод за статистика, еве можеме да зборуваме и за пензиите. Да, можеме и за ДДВ-то, не ни одговоривте, зошто не се враќа ДДВ-то на компаниите и зошто досни 3 месеци, 6 месеци компании се жалат како? Вака се. Прво не ви е точна информација. Јас немам компанија, ова што кажуваат компаниите во јавноста. Сега ете добро кажете извор. Еве јас ќе ви кажам друг извор. Сега се прави посериозна проверка затоа што во минатото има дел од вашата партија, отприлика 25 лица кои што се сомничат и веќе добија кривична пријава за проневера на данок токму заради исплаќање на ДДВ. Секогаш се правели проверки пред да се исплати данок, значи јас ви кажав и преска, не почнуваат се од вас. Оваа држава постои 30 и кусур години. Имате една поранешна партиничка која што има добиена кривична пријава на Скопското УЈП за ова. Еве ќе ви кажам друга бројка за УЈП. Ве молам, побите ме ако не сум во право и за апропо да ви одговорам и за дупката во пензискиот фонд. Може да има пари ако не се крадат. И ако се наплаќаат давачките односно врските на државата, 980 милиони денари, има повеќе наплата УЈП само по основ на прибрани, ете ви кажам, на наплатени обврски од страна на граѓаните. Колку проценти е тоа повеќе? Сега ќе ви кажам, 47.000 повеќе даночни пријави има за една година. Царината има над 15% поголема наплата вкупно кога ќе ги соберете сите приходи.
Тоа укажува дека ако приходите се собираат, ако имате вие повеќе приходи на расходната страна, нормално дека ќе биде помалку. Проста економска Има логика. многу повеќе показатели кои што ќе ја дефинираат на крај дали тие 15% Добро. значат само реална фиктивна наплата или значат помалку или повеќе увоз. Значи со вакви бројки многу е лесно да се замајува јавноста. Не се замајува, Не, многу е лесно да се замајува. Значи само еден штур податок дека 15% е повеќе наплатено не значи можеби во кварталот или за периодот кој што го пресметували имало помалку увоз, па се наплатило помалку царина. Значи немојте така. Како вие ќе го толкувате тоа што сега има повеќе 47.947 повеќе даночни пријави врз основ на претходната година за истиот период? Како Од кого даночни пријави? Од 12 Од физички лица, од правни лица, од правни какви? лица. Не е важно, ете да речеме и физички и правни 47. Ама не да речеме нели сте спремни. Ете 47.947. На што се должи тоа? Добро, околу Си повратот... пријавуваат Па правните каде физички биле тие лица. до сега? Како каде биле тие Па до каде сега? биле? Зашто до сега не им бил наплатен данокот? Значи јас овој податок морам да го проверам, јас се извинувам, го немам тој јас податок и овој не можам податок го немам, Еве не можам да немам, го тој не можам да за зборувам јавни за приходи него. на фан Не страната можам има да соопштение за него не можам за да јавни зборувам. приходи. Да. Па сега Да. зборуваме за економија, да бидеме прецизни и екзактни. Па да, точно да бидеме Не, прецизни, околу- екзактни. Екзактни сме кога збориме дека индексот на трошоци на живот од први до трети месец е пораснат од 2,7 до 5%. Тој податок го имате ли? Тој не ви да, одговара, еве го. најверојатно го немате. Еве го. Дека цените на мало пораснале во истиот период за 2,2 до 5,2%. Го тие ги имате податоци. Колку? Ајде уште наш ова Дека имаме последен најниски плати во регионот. Дека согласно Светска банка која што не се занимава со реторика и со популизам, туку се занимава со економска логика. И вели 2,6% ќе биде растот на БДП во 2025 година. Ма ќе помине годината ќе се направат проценките ќе видиме. Одлично господја Шукова. Само да не им пласирате на Не, крајните ајде погрешни вака. информации, Ајде, бидејќи доаѓаат Добро, околу избори. Сакам Во да прокоментираме нешто кога ги спомнавме капиталните Стојановски, јас мислам и се информирав, овие капитални расходи што сега ги броиме практично се административно исчистени. Ние зборуваме за ова што велите вие СДСМ административно си ги билдаше капиталните. Овој процент 13,6% е за оваа календарска година, За прво првиот тромесечие, квартал. Да, за првиот квартал. молам за прв квартал, во прва календарска година која што стартно од 1 јануар е целосно ваша, со ваш буџет, ваше проектирање и ваши исчистени административно-капитални инвестиции. Значи, овие што ги мери финанси се, како да кажам, не се Во однос на административни. 16% минатата Тоа се година. оние вистинските, Така е, каде да. што горе пишува 738 милиони евра за годинава капитални расходи. Одлично, И таа од е нив поентата што реализирани 13,6%. Да. И се помалку од првиот квартал во 2024 Тоа не година сум за го 3% видела, јас тоа не го знам. Добро, Јас ево тоа не сега го знам. вака. Еве, ја Не, сега, тоа што вие сте во право. Да го расчистиме ова, Не, бидејќи целосно сте во право. горе 738, тогаш значи имаме и во таа бројка манипулација со капитални. Немаме манипулација во таа. Значи тогаш сме на чисто дека овој процент е Сте врз точен. основа на фактичките и од Апсолутно. Реализирани се. Ништо повеќе. како од да тоа. кажам, Во тој процент купчето за Точно. јавни инвестиции. Точна ви е претпоставката и точно ви е тоа што го кажувате вие, бидејќи во вие 13% нема ниту 1 евро кое што отишло за докапитализирање. Сите се за исплатени времени ситуации за изведба на капитални проекти. Реални ги велиме вие што ги Точно. велите. Еве ќе ви кажам каде. Прилика само ете ќе Добро. споменам еден проект. Од кој конто се тие? Дозволете, ќе ви кажам од кој Ајде. конто се. Еве ќе ги земеме автопатите кои што во моментов ете вчера се удри камен темелник за автопатот Тетово Гостивар со Бехтел Јенка. Таму кога ние ги наследивме институциите, имавме отприлика расчистени 500 парцели кои што беше завршена експроприацијата и негде километар и пол до 2 чист терен или чист фронт за да ги пробиваме и да почнеме да работиме или нормално да ги плаќаме согласно договор. Во овој момент има отприлика 2400 парцели кои што се чисти и од трите делници без една така и струја која што е проблематична, знае господјата Шукова зошто е проблематична, заради заштитата и така натаму и така натаму. Имаме од 90 км 68 км чист фронт да работиме.
И токму тука идат реализацијата на тие капитални инвестиции кои што ние сега ги споменуваме. И има реализација на терен. Исто тука се плаќаат и редовно ситуациите кои што се готови и од средствата на овие средствата кои што нели се на располагање за општините од претходниот повик, како и оние кои што сега циклично договорите се случуваат, не земајќи ги тука во обзир и капиталните средства кои што ги имаат. Ајде да ги потсетиме граѓаните кога е подпишан договорот за Бехтел и Енка. Ајде да ги потсетиме граѓаните колку време е подпишан договорот за Бехтел и Енка. Колку? Еве кажете ми вие. 2 години. Добро. Колку време ви треба вас за да направите експроприација? Ако земете во обзир дека ние тие делници веќе имаме напредок кај нив, особено ако видите Гостивар Бокојчани, веќе таму има кренато вијадукт, ние удривме камен темелник на делницата Гостивар, односно Тетово Гостивар. Бојан, тие постапки беа започнати уште во наше време. По започнување, по подпишување на договорот Бехтел Енка, впрочем, како беше најкриминалниот проект во историјата на државата, најкриминалниот, добро, тој наратив го нема, не го нема веќе тоа. Се уште го тврдите тоа? Да, и се уште сметам дека е лоша одлука на компанијата да не го декласифицира тој договор. Тој договор треба да биде декласифициран за да види овој народ и овие граѓани како душмански се обиделе некои луѓе да испокрадат од државниот буџет на Република Македонија. Имате вие друг наратив него останатите во вашата партија, бидејќи јас прв слушам после подолго време дека се уште овој договор е криминален. И да ме прашате и за 2 години јас истото ќе ви го кажам. Јас само сакам да ви кажам дека кога ќе се подпише договор, во случајот договорот за Бехтел и Енка, започнуваат сите постапки. Во случајот на овој договор кој што е од голема вредност, прво имаше проектирање, а паралелно започнаа постапките за експроприација и се она што е потребно за да може да се реализира еден ваков проект. И за тоа сега да кажуваме дека во овие 10 месеци се завршени имало 500, сега имало 1000 и не знам колку, не знам, значи тоа е само за замајување на јавноста. Тоа се работи кои што се континуирано се одат и се решаваат. Значи да објасниме на јавноста, тоа се процеси кои што се одат во рок од 2 години. Требало да се завршат и еве се завршуваат. Еве Анета, само за капитални инвестиции последна реченица, господјо Шукова, пренесете и во СДСМ и нека слушам граѓаните. 2026 година граѓаните ќе возат по автопатот Кичево-Охрид. И тоа ќе видиме. Па еве. Требаше да возат и 25-та, јас како се сеќам од првите изјави. Така беше крајна 2020. Не, за летово 25-та. Летово 25-та требаше, така? Не знам јас само еве да ги подсетиме граѓаните, лето 25-та. Да, летото стигна. Добро. Па ете нека стане Благојче па нека одговори зашто Не, Благојче, тоа се ваши изјави, немојте се Благојче не го мешајте. Благојче што кажува во негово време. За негово време кажа Благојче. Да, вие сега кажувате 26-та, а пред некој месец се кажа летото 25-та. Најдете таква изјава во моментов и јас ќе ви се извинам. Ајде ве молам. Не, јас сега немам намера да одам по интернет и да барам изјави. Имаше најава дека новата следна летна сезона ќе се вози по Кичево. 2026, многу прецизно го цитирам вице-премиерот. Добро. Тоа може последната негова изјава. Добро, да сме здрави и живееме и 26-та завршуваме. Почнавме со политика, завршуваме и политика, можам слободно да кажам. Ајдари, денеска колегите во информативна сработи еден прилог околу Кочани состојбата и истрагата и слушнав податок, ако не сум грешка, кај колешката во прилогот, 14 до 15 луѓе од сите до сега осумничени што се, само 14 до 15 се наоѓаат во ефективен притвор. Тоа велиме ефективен во притвор. Вистински останатите, Тошковски министерот го слушав некаде помеѓу 60 и 70 се осомничени. Значи, од тој корпус на осомничени имаме 14-15 во ефективен притвор, останатите мерки на предпазливост имаат домашен притвор, така натаму. Меѓу нив останува поранешниот министер за економија Бектеши. Беше спомнат во наративот на Али Ахмети, тоа не беше добро примено од јавноста, дека можно е да има протести ако Бектеши биде осомничен, обвинет во целиот процес, бидејќи нели сите сме за правна држава и сакаме да видиме правдата за тие 62 жртви. Без разлика на етничката боја и партискиот дрес, што го носиме сите. Добро, можеби граѓаните, новинарите, вие новинарите да, верувам во тоа, но јас мислам дека премиерот, министерот за внатрешни работи, владата не се заинтересирани за неселективна правда, бидејќи ова што и се прави на господинот Бектеши е селективна правда.
Значи, сите други се во куќен притвор, само тој останува во ефективен притвор. Не само тој, јас реков 14 до 15 луѓе во Тој е ефективен, наш. да. Јас зборувам за Крешник како наш бивш функционер. Не знам како ќе се одвиваат работите понатаму, но ние ќе излеземе во негова одбрана. Тоа е логично. Што ќе се случи, ќе видиме. Може министерот за внатрешни работи и премиерот нели рече и ни се закануваше дека ќе ги извадиме сите за уши еден по еден, може да ги затвори сите луѓе, само виновниците нема да бидат во затвор. Значи виновниците, вистинските виновници ќе бидат на слобода. А ние јасно слушнавме тој ден, беа родителите пред собрание. Ние имавме внатре интерпелација на министерот за внатрешни работи и слушнавме лайв, ја слушнавме средбата со министерот, со родителите. Тие не веруваат во ова правда, во овој систем, во овој начин на спроведување на ова истрага. Не веруваат. Значи, тие знаат нешто повеќе и имаат некои други сознанија, поради тоа што не веруваат и го кажуваа јавно тоа. Добро, мора да завршуваме по минута и пол и за Шукова и за... вие зборуваме поддржавте за Кочани, интерпелацијата. Да, секако ја поддржавме интерпелацијата и ние стоиме на ставот дека не треба да има селективност во истрагата. Она што го посочуваме е дека треба директно, оние секако треба да бидат дел од истрагата, оние кои што се директно инволвирани, бидејќи причините за пожарот во дискотеката се пиротехничките средства. А знаеме кој ги издава дозволите за пиротехничките средства, само едно лице кое што е од актуелните функционери, мислам дека од ОВР Кочани, ако не грешам, е во моментот под истрага, другите се поранешни. Значи, сите оние кои што се директно вклучени од МВР и од БЈБ треба да бидат опфатени со истрагата, меѓутоа рековме ќе оставиме истрагата да заврши, јавниот обвинител мислам средината на јуни рече завршува истрагата, ќе видиме понатаму ќе видиме како ќе реагираме. Само уште едно нешто, дека имаше реакција овие денови во јавноста, дека ако и сакаме добро на Македонија, дека експертите не треба да престанат да коментираат и да даваат своји оценки во јавноста. Мислам тоа дека апсолутно е некоректно од министерот за внатрешни работи и мислам дека со таквите изјави нема да ја помогнат на истрагата. Ја видов таа изјава, пробував и јас да најдам дека е дадена во контекст, но министерот навистина експлицитно кажа дека ги повикуваме експертите да не коментираат, навистина малку во ваков поларизиран и сензитивен момент. Не е во ред. Не е во ред, бидејќи сметам и јавноста, сензитивноста бара одговори и треба да ги бараме сите за оваа тема, нели, и одговори и одговорност. Па не само за оваа тема, треба јавноста да ги бара и за модуларната клиника, и за трагедијата кај Ласкарци, и за тоа што се случи во Бугарија, и за онкологија. Ги бараме и ги бараме. И ние сме сите се согласни со тоа, апсолутно. Да, сега што е разликата, што тогаш само ги баравме, а сега ќе ги има. Што е фактот? На 17 тука не се согласуваме. На 17 јуни официјално согласно рокот ќе заврши истрагата. Да почекаме да видиме каков обвинителен акт ќе изготви обвинителството. До тогаш мислам дека можно е и да проширување на истрагата и други лица кои што ќе нема информација уште таква е. Затоа реков мислам, заради тоа што тоа на кое што имам како искуство, над 300 лица сега се сослушуваат, на 70 телефони, мобилни, лаптопи, исто така се дел тоа што јавноста може да го слушне од обвинителот Коцевски. Секој оној кој што има и било каква допирна точка со ова ќе му бидат поставени прашања и вистинските виновници така како ќе одговараат. Ние го кажавме нашиот став кој што денеска ќе го потврдам, ќе го повторам. Веднаш штом ќе се изготви обвинителниот акт и по закон ќе можеме да прашуваме, да поставуваме прашања. Во собранието ќе се одржи седница, надзорна расправа и така натаму, во кој што ќе бидат поставуване прашања и за оваа истрага, но и за сите оние претходно кои што ги тиштат граѓаните, бидејќи сметам дека треба оваа нефункционалност да се сосече во корен и сите оние кои што се одговорни за губењето на животите во оваа трагедија и претходните да бидат изведени пред лицето на правдата. Прво ќе ми дозволите само многу накратко, значи не можеме да зборуваме за нефункционалност, ова повторно го
постојано го повторуваат членовите на ВМРО-ДПМН, значи оваа држава функционирала. Јас повторно ќе кажам, не почнува се од нив и не почна се од минатите избори, односно превземање на власта, и претходно имало трагедии. Пак еден осуден, кажете ми, ајде. Значи јас прво ниту сум Кабелот? судија, ниту сум извршител, а таа Починатиот реторика, да ви возач? кажам, више не пали кај јавноста и не е интересна. Кој е виновен? Значи, ако паметите вие обвинувавте за силување на правдата за 27 април, ма тоа го заборавате. Во Кабелот е опозиција виновен? зборите едно, Пајакот е кога ќе виновен? дојдете на власт Кој е зборите виновен? друго. Значи немојте да виновен за зборувате за онкологија? нефункционална држава. Оваа држава функционираше и дајте пред ми- вас, дајте ми ќе функционира и Дајте ми после. одговор. Имаше судски процеси. Добро, и Кабелот Имаше е крив, судски така? процеси. Не, Или Кабелот не е Пајакот е крив. крив? Кабел не Емо, може да биде крив. Пајак не може да биде крив, тоа има јасно на сите. Пајакот беше крив. И таа Има реторика, ли лице мислам обвинето? дека веќе стварно на Кабелот е вистина крив? не ви пали кај А јавност. Кабелот ли е крив? Велувајте. А Кабелот ли е Веќе предизвикувате подсмев кај јавноста со Кабелот и со Пајак. За вас подсмев е тоа што нема ниту еден Не, обвинет или има, осуден има, за не е точно, си има 75 човечки процеси. животи. Си има Да. процеси, не е точно. Немојте Срамота така. е ова. Не. Срамота е. А кога не знаете како, одма е Ќе срамота, видите како одма знаеме. обвинувате, значи не ви пали Затоа што овој сега наратив, нема особено не кај мене. селективност. Не. Срам и арам. Не, на Еве, вас да ви е директно срам на и вас арам. ви Не, кажам. не. Срам да Сега, ви. мислам, Некој да зборува кој што партија која беше на вас, Кабелот и Пајакот беа криви, сега ќе дели правда. кој дели правда? Вие. А вие што знаете само Срам и арам само треба да знаете ви биде. срам и арам да Еден кажувате. човек нема Значи втесна знаете кривична што? пријава поднесена Прво од сум Министерството за најверојатно внатрешни работи. прво сум постара од вас и внимавајте нема малце респект како се за тие кои што однесувате. бранат Не имам криминалци. јас респект. Не, нема Имам респект. за институциите. За тие Ние што кажавме бранат ние криминалци нема институциите ги респект. оставаме да работат. Стојановски, да, Си на има крај истраги сме- и ки си има За крај. постапки. Да го задржиме А срам и само арам да ви нивото. биде на вас овака се однесува. Ве молам да го Трагедија задржиме е нивото што малку на за крај овој сме. случај единствениот судија и обвинител е премиерот. И тој сам си дава изјави да биде и судија, да биде и обвинител за целиот овој процес. Ова не е е така. трагедијата. Па не е само за Ова тоа. е трагедијата. Мора да завршуваме. Јас Кучанин или неминовно е да го прокоментираме. Таа е Очекуваме многу тешка одговори. тема, изјавува. Тешка Јавноста тема. очекува дека ќе има разрешница, сите очекуваме, не само И треба јавноста. да има и за таа и за сите Пред се претходни заради вакви трагедии. жртвите и заради фамилиите на нивните семејства, и не е во ред вака да се препукуваме од јавноста и дали на некој треба да му биде срам или не треба да му биде срам. Да си ги оставиме институциите да работат, дека си ја завршат својата работа. И за овој случај, ако треба и да се дека се Јас навраќаат. мислам Стојановски опозицијата ви Апсолутно. остави доволно простор за овој случај, дури и за Јавноста ќе дувачки биде беше. сведок. Апсолутно се Јавноста ќе согласуваме биде сите сведок. дека јавноста ќе биде сведок, да. Стојановски, Шукова и Дари, ви благодарам на сите тројца. Почитувани, одјавувам 24 анализа, пријатно од мене.